Низ целиот тек на 30 годишната македонска независност постојано се слуша една мантра, како кај народот, така и кај интелектуалците, новинарите и така натаму, за плячката која што ја вршат политичарите. Беше Бранко крадел, па Љупчо крадел, па Груевски крадел, еве сега ќе биде и Заев крадел. Се расфрлаат некакви си цифри од по стотици милиони до десетици милиарди долари по човек. За Груевски се зборува дека се 12 милиарди, за Љупчо се зборуваше дека се стотици милиони и така натаму. Но тоа е само замајување, манипулација и лага, наменета да се оттргне вниманието од вистинската плячка која што му се прави на македонскиот народ. А тоа е плячката, односно кражбата, која што се прави секојдневно и која што се однесува на неискористениот, односно нереализираниот потенцијал на македонците како народ и на секоја индивидуа во Македонија. Особено тука станува збор за оние индивидуи кои што се понадарени, кои што се природни лидери, кои што треба да го поведат народот напред заедно со нив. На западот викаат дека плимата ги крева сите бродови. Спротивно на тоа е осеката која што ги спушта сите бродови. Кога им се ускратуваат потенцијалите, односно кога им се ускратуваат можностите на најталентираните и најнадарените македонци да ги исполнат своите потенцијали и кога на врвот на општеството доаѓаат оние кои што ги задоволуваат критериумите на негативната селекција, односно на оние луѓе кои што се спремни преку кодошење и соработка со службите да доаѓаат на своите позиции, тогаш секојдневниот општиот народ не може да напредува, бидејќи лидерите кои што го водат се помалку компетентни и помалку надарени и нормално бидејќи тие се веќе со еден криминален менталитет прават криминална држава. Бидејќи тука станува збор за крадење на иднини. Тука можеме да го споредиме со крадење на деца, па дури и со јадење на живи луѓе. Особено затоа што во Македонија начинот на кој што работи службата е од државата да прави отворен затвор, односно затвор на отворено. Нешто слично како што бил Голи оток. Тоа представува, како што реков, крадење на иднините на луѓето. Тоа представува уништување, духовно уништување на луѓето кои што се опфатени со таа обработка на службата, а со тоа и целиот народ страда. Според тоа можеме да го дефинираме само како екстремна злоба. А еден од најголемите афирматори и промотори на тој злобен систем е професорката Мирјана Најчевска, која што со години на еден начин или на друг ја прикрива работата на тајната полиција, односно на идеолошко-политичката полиција во Македонија и конечно кога имавме прилика да спроведеме каква таква лустрација, таа беше на самиот врв на копјето која што ја сруши лустрацијата. Бидејќи ваквата плячка на иднини, јадењето на живи луѓе, духовното уништување кое што го представува работата на службата и која што ја контролира целата држава, е чин на чиста злоба, тоа значи дека тука конфликтот е впрочем на духовно ниво. И решението мора да биде во христијанскиот морал. Христијански морал да си го сакаме соседот како што сакаме себе си, да го поштуваме Бога, да не крадеме од туѓите, да не посегнуваме по нешто туѓо. И правдината да ја изведиме на виделина.
А единствениот начин како можеме да го спроведеме тоа е преку лустрација. Добро вечер, почитувана публика, и добре дојдовте во најновото издание на видеоподкастот Гласот на Слободна Македонија. Мислам дека ова е наша 71 епизода. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски, со мојот секогаш верен соговорник Јордан Петровски. Добро вечер. И добро ни дојде. Добре, најдо. Значи, се наоѓаме, снимаме четврток вечер, 4 ноември. Ова е првата недела после завршувањето на вториот круг на локалните избори, кои се одвија неодамна. Локални избори на кои што доминира опозиционата ВМРО-ДПМН и таа нивна коалиција, не знам дали како овој пат излегува на избори. Меѓутоа, она што е големата вест е дека партијата, односно коалицијата, владеачката коалиција на Заев преживеа еден тежок пораз на овие избори. Ги изгуби сите поголеми единици, па дури и помали локални единици. Изгубено е Скопје, единствениот значителен градоначалник на Македонија, или двајца, да кажеме, кои што остануваат со врска со СДСМ, се градоначалникот на Струмица и градоначалникот на Куманово. Меѓутоа, градоначалникот на Куманово, Максо Димитриевски, настапи како независен, но сепак тој е член останува член на СДСМ и веројатно тој ќе биде сега еден од новите предизвикувачи за лидерството на партијата СДСМ. Кој знае дали ќе дозволи скопското крило пак некој од провинција да ја води партијата. Да. Голема вест е секако оставката која што веднаш ја поднесе Зоран Заев. Ја најави, не е поднесена. Тука е разликата. Се уште официјално се чека. Официјално не е поднесено собрание. Добро, значи тој на пресконференцијата во вечерните часови во недела најави дека ќе поднесе оставка, како на премиерското место, така и на лидерското место. Да. Она што за мене остана како голем заклучок од овие избори е тоа дека овој пат за прв пат на изборите имаше една максимална мерка на гаранција на идентитетот на гласачите. Да. Значи, она што се случи во Македонија на овие избори беше еден чекор погоре од она што се правеше во Ирак и во Авганистан со бележење на прст во мастило на гласачите. Во Македонија, колку што разбрав, секој избирач морал да го потврди својот идентитет со преку апаратот на давање на отисок. Преку апарат, да. Директно одело во архива на полицијата и така е вршена проверка. Така да многу мали биле, скоро нема шанси да се направи фалсификат. Да, значи она што е познато таму, она што е непознато туку традиционално во изборите таму е да се полнат кутии од страна на комунистите и албанскиот сектор. Со овдек се вика жнеење на гласови, односно еден член гласа за цело семејство, глава на семејство гласа наводно за цело семејство, се гласа за лица кои што не се во државата, кои што можеби не се ни живи. Значи, ова е првиот изборен циклус и првиот воопшто било каков плебицит, каде што беше спречено полнење на кутии и собирање, наводно, ова што го викаме жнеење на гласови, односно собирање на гласови по села и по не знам што, каде што овозможуваше да гласаат мртовци и да гласаат луѓе кои што воопшто не се ни присутни ни во државата, а не пак на изборното место. Ова за мене е еден голем момент и гледам дека во она што
малку го пратам од овдека. Никој не го дискутира, се дискутира нешто околу Мицковски, околу едно друго, тоа ти ќе збориш околу тоа. Меѓутоа, овој факт дека сега имаме прв пат после 30 годишен плурализам и обид за демократија во Македонија, сега за прв пат имаме ситуација каде што фалсификатот на изборите е спречен. Значи го имаме од исокот, биометричкиот сегмент и она што овој младиот дечко, новинарот, името не му го знам, со брада дечкото. Инфомакс. Од Инфомакс. Александар. Да. Тоа што го правија тие, кај што исто и тие го сузбија, го спречија потенцијалниот фалсификат. Да. Значи сега имаме прв изборен циклус, вклучително и референдуми, каде што не можеше да се изврши некој посериозен фалсификат и што видовме? Видовме потврда на изборите од 90-та година, од 94-та година, дека 94-та година обвинението дека се случил фалсификат, со ова се потврдува. Во 98 година, повторно, иако тука доби коалицијата и тука имаше повторно во секој изборен циклус и тука се направи таква математика да мора да се повторно да се прибираат коалиции, да се прават едно друго. Во тие коалиции се подметнува, таа година беше Демократска алтернатива, предизборна коалиција, меѓутоа во секои други избори имаме некој си Тито Петковски ќе се подметне, некој си Стојан Андов ќе се подметне на ВМРО-ДПМН и ВМРО-ДПМН не може воопшто да оди во исполнување на својата платформа, туку мора да се задоволуваат барањата на албанскиот сектор, на овој псевдокомунистичкиот сектор и така натаму. Значи, коалицијава сега која што владее моментално, во 2016 година не ги доби изборите, затоа мораше да се направи 27 април, за да се наметнат и да ја освојат власта со подметнувачка, фактички насилно, затоа што тие беа оние кои го создадоа насилството на 27 април. Тие беа зад целите настани тогаш и повторно и сега на овие последни избори 2020 година, мислам дека беа во текот на COVID, повторно и тука очигледно беше дека како може еден толку непопуларен политичар како Заев, кој што не ја освои власта ниту еднаш, ниту првиот пат, кој што повлече еден куп максимално непопуларни потези, како можеше таква партија, таква коалиција повторно да добие. Сега ни е јасно дека не е добила таа коалиција, таа партија не ги доби изборите, туку и тука повторно беше направен фалсификат. Значи сега имаме една за прв пат и ова мора да се избориме како народ, македонците мора да се изборат овој чекор да не биде изгубен сега. Оваа придобивка во демократија. Веќе законски закон е користен на на биометрички и сето тоа, меѓутоа ѓаволот не спие. Тие ќе планираат за следниот изборен циклус ќе има сега. Значи тоа е она што сакав да го кажам, значи ова што е како придобивка не сме да се изгуби, мора да се продолжи и да се оди напред. Сега притисокот мора да се стави врз СДС и врз кој ќе биде новиот лидер. Сега уште е Заев, да се притисне за нови избори, да се оди натаму кон конечното уривање на оваа агенда која што ја изнесе Заев и сиве овие работи што ги направи во изминативе 4 години. Главна тема на дискусија денеска ќе ни биде вонземљанката од вештерката од Марс која што денеска живее балерина. Која што денеска живее вон земјата, бидејќи е сопруга моментално на амбасадор, се јави веднаш да го брани Заев и да
да го изнесе својот експертски став како не смее да има избори, а и исто така и да го потсети народот колку не чини. Ред други работи, затоа ќе одиме по ред. Да почнеме со првиот. Значи, ова е нејзин статус, веројатно веднаш после најавата После оставката. После најавената оставка. Најавената, да, точно. Или наводната. Па на 31.10 е статусот. Да. Вели вака. Најчевска вели дека не смее сега да има вонредни парламентарни избори. Понатаму вели дека губењето на локална власт не значи дека треба да се оди на вонредни парламентарни избори. Дека треба да си поминат двете преостанати години за Заев, во кои ќе се види што ќе направат новоизбраните локални власти и како тие ќе се однесуваат, па потоа можело да се гласа. Во принцип, исправно е тоа што вели дека губењето на локална власт не треба да не значи дека мора да има вонредни парламентарни избори. Во принцип, тоа е точно. Да. Но Заев сам им даде значај на овие локални избори и зошто не може да многу убаво објасни зошто не може да обстане централната власта на СДС. Тој, ако рече вака, мислам сега ќе го парафразирам, но тоа е отприлика тука. Дека ако ги изгуби општините во Скопје, градот Скопје, централната власт и поголемите градови во Македонија, тога централната власт нема со кого да се работува во локалните самоуправи. И затоа тој рече дека ќе поднесе оставка. Уште во тек на изборна кампања, не во неделата навеќе. Значи тоа е основата за неговата оставка. Да. Значи тој бидејќи како премиер најубаво знае какви се релациите меѓу локалната самоуправа и централната власт. И тој се чувствува дека не може да прави ништо, ќе биде обструиран. Така тој размислува и затоа поднесува оставка. Збор нема за неговата неуспешна кампања. Тоа е настрана. Ова ќе го дискутираме само. И затоа мислам дека тоа е едната работа што најчевска во тој случај, ако тоа му е причината зошто поднесува оставка, тогаш било кој друг лидер на СДСМ би требало да ги има истите проблеми како и Заев. Или можеби или што е очекувањето дека ќе се поведе друга поинаква политика. Ама не, мислам, сега веќе според Уставот, член 93, ако поднесе Заев оставка, паѓа владата. Паѓа владата. Да. Добро, во секој случај таа логика е таа. Ако Заев вели дека не може да соработува со локалните самоуправи ако не се од негова партија, тогаш исто сето тоа останува. Да. Зошто е оставката на Заев? Да. Мислам, сега има една многу интересна работа, дека што Најчевска му дава мандат уште 2 години. Да. Што ќе направи Заев во тие 2 години, што може да промени ништо. Тој не спроведе ни една реформа. Зар ќе спроведува сега во овие 2 години реформа? Па добро, како не спроведе ги направи најголемите порази за Македонија после Киро Глигоров. Не зборам за другите реформи. Реформите за влез во ЕУ. Реформите според Прибе кои беа во во таа негова. Меѓутоа не сега, она што е нелогично во цела работа. Зборам, ова исклучиво се однесува на Најчевска. Во јануари 2018 година поднела оставка во Совезот за реформи во правосудството.
Според текстов вели дека оставката ја поднела поради тоа што цитирам, во изминатиот период јасно се покажа дека ова тело е формирано само како параван за решенија кои се носат на друго место и служи за создавање лажна слика дека некаков експертски тим има влијание врз реформските процеси во правосудството. Фактички ова тело нема пристап до никакви информации, нема удел во ниту едно реформско решение и не учествува во анализите на законите кои се менуваат. И тука сега ако погледнеме што се случува од тој момент па навака, Македонија паѓа по сите овие меѓународни институции за право, за човекови права, се подлабоко, се по-ниско е рангирано. Затоа што нема реформи. Значи, таа убаво воочила тогаш. И сега, му нуди на Заев уште 2 години, каде, значи треба да бидеме, Македонија да биде на последните места, па да по реформи, по борба против корупција, криминал, човекови права, не мешање на политиката во судските одлуки. Се е тоа Македонија е прогласена да има хибриден режим, па има ли по-ниско од тоа? Кој беше еден од последните извештаи кој го разработивме, како се викаше организацијата на ГНЕХ, кој беше Греко, да. И сега, ако тоа го напишала, што било точно, и ако тоа се потврдило за овие од јануари 2018, значи 3 години, така ли е? Да. Сега, што е причината, каква е незината, што е причината за немато салто мортале? Па, ете, дали е можно, дали е ова некаква можност, знам дека таа е жена со интегритет невиден, дали е можно тоа што незиниот сопруг е амбасадор? Па, кој ќе проследиме и другите нени изјави овие денови, се само по себе излегува дека исклучиво нениот личен интерес, строго личен интерес, е на целава работа. И таа исклучиво работи да остане оваа влада и да го задржи. Добра, сега тука е и да не го заборавиме незината омраза спрема ВМРО ДПМНЕ и мислам дека и тоа има удел во сето ова. За тоа ќе дискутираме таму на член 51 кој ќе дојде. Во ред. Тука не ама мислам дека и тоа има една мотивација. Тоа е број 1. Мотивацијата е тука. Таа не може да го смисли ВМРО ДПМНЕ. И тоа е трагедијата на Македонија. Зашто сега е јасно. Ако овие изборни резултати се некаков предзнак за она што би се случило на вонредни парламентарни избори, кои би требало да се случат сега на брзина, јасно е дека резултатите и на тие избори ќе бидат слични како на овие локални избори. Да. Значи, веројатно ќе биде повторно влада на ВМРО ДПМНЕ. Да. Сега, например, таа покажува таква една голема омраза кон таа партија, што ете еден, би рекол, умерен политичар како Мицковски не зи смета. Да. Тука е... Има ли уште нешто околу ова изјави? Да, е понатака. Океј, значи вкупно се 4 изјави нејзини. Да. Толку сум одвоил, има повеќе сигурно, но тие ми така ми падна во очи. Да. Значи сега одиме со ова околу член 51 или не? Да, ќе оставим за последно. Да. Океј. Да одиме со ова. Тешко е во место каде што мнозинството се слепи да опишеш виножито. Тие и ќе гласаат дека не постои такво нешто, и ќе те плукаат и ќе ти се смеат.
Тоа не е причина да се откажеш од тврдењето. Страшно станува кога им кажуваш дека чекорат кон провалија, а тие те влечат со себе. Ми се интересни вакви изјави на некој како Мирјана Најчевска која ќе напише, зашто таа тука сега опишува некој вистински дисидент. Човек кој што гледа нешто што Да. јавноста не може да го согледа. А таа се опишува себе си. Да. Тука е, ова е повторно фалсификатот кој што го зборувавме Да. минатиот пат. Сега, не знам, таа зборува, а таа е донесе Македонија по провалија. Не чекори кон провалијата. Таа ја турна Македонија во провалијата. И ја влече И на ја секој влече. момент кога има некаква си прилика Македонија да излезе од таа провалија, таа е онаа која што ја влече. Со вакви Ајде сега на кратко да го објасниме како тој процес, како ја довлече Македонија до тука и како ја влече да остане тука. па може така да направиме. Да појдеме ли прво од тоа од фактот дека таа е партизанско дете? Партизанско дете. Така вели таа. Да. Таа е Дете на панот борец. Дете на сталинист. Да. Ревидиран сталинист. Да. Тоа е она што треба да се повторува за неја. И да се, бидејќи тоа татко е човек кој од сталинист, затоа што прифатил дека грешил, бацил рака на Тито и на целиот естаблишмент, станал соработник на таа служба. Тоа значи ревидирање. Дотркал до високите функции, станал професор на факултет. Да. Затоа и керка му напредувала и стасала. Да. Тоа е целата работа. И таа е го водеше Хелски комитет во времето кога беа отворени досијата. Најбитното време за Македонија. Да. Во тоа време што работи госпожата Најчевска? Постојано испраќа извештаи до меѓународните организации и институции како македонскиот народ е расистички народ, како македонскиот народ е нетолерантен, Да. како им се вршат злоупотреби и злочини на малцинствата, на овие сексуални определби едно, друго, трето. Никаде тука, Нема. значи, сето она што можеме да го кажеме дека е на шпекулативна база. Да. Она што го има како Доказ доказ, досијата отворени, достапни, затоа нема збор. ајде, сега ако сакаме да одиме околу злоупотреби или ускратување на правата и на малцинствата, тоа го има и во досијата. Зашто има линии за работа против албанци, против турци, против власи, против грци, против срби. На Филип досијето е докажано, Да. индициите за кој е отворено, докажано неговото работење за распирување на национална омраза. За Филип Петровски, Да. така станува. Така да, Значи, ете, доколку сакала да направи вистински некаков си извештај за она што вистина се работи во Македонија, за вистинското кршење на човековите права, таа никогаш не го употребила. Само, значи, таа го клевети македонскиот народ и денеска, еве, повторно продолжува и еве сега овие статуси се повторно тоа. има уште еден си таков статус. Да, има уште полош. Прочита го и тој. Па дојде до 51 и да ја финализираме дискусијата на битот. Забадиела пишував Вели Најчевска и анализирав и поднесував тужби и јакав по улици. Не сакаа да го деконструираат системот на Груевски, туку сакаа само тие да го користат. Еве го сега каде е. А и граѓаните очигледно баш таков систем сакаат. Корумпиран и трул во кој најдобро се чувствуваат. Не заслужуваат подобро. Сега да една најнова работа да ја прочитаме на Најчевска. Комитетот
за надворешни работи на Европскиот парламент. На на 26 октомври носи заклучок. Во кој вели вака. Ќе го прочиташ ти или јас го читам? Може. Хајде прочитај. Врски помеѓу организираниот криминал, политиката и бизнисот постоеа уште пред распадот на Југославија и продолжија по завршувањето на конфликтите од 90-те години. Значи, после 95-та продолжиле. Значи, биле во... Конфликтите 99-та беше Косово. Да, Косово, значи, зборуваме 2000 година и натам. 2001 е Македонија. Значи 2001 па на натам. На навам. Да. И европратениците го осудуваат очигледниот недостаток на волја кај надлежните власти во регионот да ги отворат бившо југословенските архиви и досиеата да им бидат вратени на владите доколку тие ги сакаат. Тука. Значи, овдека го обвинува режимот на Груевски, така ли? Да. А овие режими што ги споменува Европска комитетот. Сега, малце вака, пошто го вика дека народот сака трул систем, корумпирани трул систем во кој надобро се чувствуваат. Груевски, покрај сите негови мани, и ова беше илустрацијата, не ја изведе до крај, меѓутоа, Груевски барем, Лјупчо Георгиевски ги отвори досијата, Груевски барем направи некаков си обид за некаква си илустрација. Да. Каква таква беше обид. Народот, Груевски го бираше 3 или 4 пати го избра народот. Кој беше главниот кошичар на таа илустрација? Најчевска, Милчин. Структурата, значи народот не ја сакал корупцијата. Структурата која е врзана со бивши југословенскиот режим. Таа е многу му зборува кој овдека како вели. Врскиот помеѓу организираниот криминал, бизнисот и политиката. И која е политиката? Кој беа политиката? Кој го водеше Хелски комитет? Кој требаше да ги следи сите тие коруптивни работи на новата власт, да ги следи кршењата на човековите права? Да, уште малку да одиме околу ова кој ја сака корупцијата и трулиот систем во Македонија. Досиејата се многу интересна работа. Во досиејата една тема која се провлекува е службата работи постојано. Меѓутоа, кој сегмент, која категорија, која класа на луѓе се најголемите соработници на службата? Оние што во Источна Германија им забранија да веќе да работат, да се бават со политика. Тоа се универзитетски професори по право. И таму се сите кои предавале на правните факултети во Источна Германија ги изгубиле катедрите. Потоа се амбасадорите и воените лица и лицата кои работеле во безбедносни служби. Тоа се основите на тој трул режим, тоталитарен режим. Значи, ако ја земеш Најчевска, нели сопруг е амбасадор од времето, таа е професор на правен факултет. Таа не смее да има никаква функција. Во досијата точно е дека фигурираат како повикувани на разговори и луѓе кои што доставувале информации, најобични луѓе, секој. Да. Меѓутоа, оние кои што се соработници на службата се токму од оваа каста. Да, обичниот народ најчесто го има, точно се среќава некој, како што реков, повикан на разговор или инспекторот ќе на таен начин ќе изврши некаков
некаков разговор кој што потоа од кој што потоа ќе направи извештај и ќе го стави обичниот човек како избор. И меѓутоа соработниците се во кастата на Најчевска. Значи, обичниот народ, народот кој што покажа повторно на овие избори дека е против корупцијата и дека е против трулиот систем кој што управува со Македонија овие 70 години. Беше го надмина Груевски во сите така да не можам да разберам како Груевски е системот на Груевски е по-лош од системот на Заев. Ова е она фалсификувањето. Сега Груевски испадна единствениот злочинец во македонската политика во изминативе 70 години. Овие не се слагаат. Овие не се слагаат со тоа. Комитетот вели друго нешто. Говори таа наводно влече Македонија да иде кон овие европски интеграции. Најголем поборник на евроинтеграција. Па како може? И сега комисијата бара да има лустрација. Така ли е? Да. Што правиме сега? Најческа не убедуваше дека немало кршење човекови права, дека немало криминари, дека немало ништо. Што е ова сега? Она вистината, затоа никој не може да сокрие вистината. Може би ќе не разберат ова што ќе ме разберат лошо, овие некои што ми дежураат и ми бараат влакно во јајцето во ова што го говорам. Нашето пишување, нашите писма праќани до сите институции, во кои објаснувавме дека УДБА, тајната полиција е промоторот на криминалот. И тоа објаснувавме со докази дека тој криминал почна од 45 година. За да се финансира ОЗНА, па потоа се финансира тајните полиции. УДБА, КОС, СДБ, УБК. Тоа е целата работа. Тука ние понудивме тие писанија наши, сека да има документи, сека да има извор. Кој тоа го... И ти сме зборили многу пати дека овие украдени толку пари од Македонија. Што спекулира Лупчо Георгиевски украл милиарда. Груевски дека украл 12 милиарди евра, не оние југословенски динари што беа тие. На Милошеви, евра 12 милиарди. Чекате ме луѓе, никој како да не е свесен што значат 12 милиарди. Тоа се малку 3 буџети сегашни што ги прави Заев на Македонија. Па зар Груевски ако беше украл 12 милиарди, ќе купеше Македонија. Се купуваат гласачи за 50 евра, за 10 евра. И затоа е ова веќе поминало низ стотици филтри тие наши пишувања, тие наши писма. И дошло конечно до дека е тоа така. Да. И еве го резултатот. Друг никој не се бави со пишување на овие работи од Македонија. Нема така. Нема така. И сега јас една од причините за оставката на Заев е и ова. Заев е свесен дека покрај ветото на Бугарија, кое е исто врзано новото што го зборев мината емисија, кое е врзано ако сакаме да го пробиеме, да го слушаме тоа вето на Бугарија, мора да се спроведе лустрација. Овдека самиот комитет на Европскиот парламент бара лустрација. Значи, за почеток на преговори, пак треба да има лустрација. Заева кој спроведе лустрација треба да ги апси неговите олигарси. Треба да го апси Чичко му, кој го кршел ембаргото и така Заев се збогатил. Имаше едно интервју таму. И тоа Заев го потенцираш. Што ќе правиме? Кога Заев, сега, што ќе прави Најчевска? Дали сега ќе застане за ова овој заклучок на комитетот, на
Не, сега ќе излезе дека тоа се фашисти. Сега па ќе сега- станат фашисти тие. Да. Нешто, штом не им одговара на нивниот Верно, наратив, нешто одма се тоа фашисти и Што ќе прави хитлеристи. Милче, еве и чуде, еве го сме го објавиле, ова е објавено кај мене на Facebook уште пред 4-5 дена. Веднаш кога го најдов овој текст, Да. до сега никој не сака да го спомене, да го коментира. Чекате, па имали во Македонија медиуми. Ова не сум го јас само објавил, го има на сајтот на Европскиот парламент, на Европската унија. Како тоа има еден куп дописници од Брисел. И никој не го видел ова. Ова е една интересна работа. Интернетов некако тоа ни овозможува таму да ги следиме работите од далечина. И ни овозможува да видиме нешто што тешко да се види кога го немаше. Сега повторно, значи за она прашањето ветото на Бугарија никој не го Да. дискутира. Ова што го спомнав околу фалсификатот дека е спречен, никој не го Никој. дискутира. Значи големите работи никој не ги дискутира. Ние велиме никој не ги дискутира. Не ги дискутираат оние чија што работа и должност е да го работат Да. тоа, кои што земаат плата за тоа, нели, Да. политички аналитичари, колумнисти, мислители, интелектуалци, не знам што. По Facebook, по форумите можеш да најдеш секогаш некој многу попродрен, Да. попродрено мислење, подобро согледање, многу поголема мудрост можеш да најдеш од било кој просечен човек, Така е. со пониско образование, со човек кој што е обичен работник. Да. Многу поголеми и подобри анализи можат да се најдат од такви луѓе него од што од ови. Уште друга работа. Не е случајно што го поврзуваат организираниот криминал, политиката, врските помеѓу организираниот криминал, политиката и бизнисот, овие Да. европратеници. Токму тоа е триаголникот. Без политиката не може организиран криминал. Бизнисот тука впрочем е само покритие за организираниот криминал. Преку него се прави криминалот. Да. Бидејќи исклучиво А политиката ги бира бизнисмените, Да, олигарсите, да. кој ќе биде. Ги бира биде УДБА, не ги- УДБА ги бира и политичарите. Меѓутоа, УДБА е политиката. да, тоа е тоа. Ова покажува една работа која што ми требаше мене многу време да ја согледам, кој што сум вмешан во овие работи, па на оние посебно на помладите кои што се верувам слични на мене, со жешка крв и со малку со недостаток на трпение. Ова е резултат, значи овој заклучок на овие европратеници, на оваа комисија на Европскиот парламент е резултат на една кампања на пишување на писма Да. од страна на едно семејство со неколку со неколкумина помошници за дискусија повеќе од што било што. Значи зборуваме за една кампања на пишување на писма која што се протега 10 на 15, можеби 20 години, меѓутоа кампања која што не е константна. Не е Да. секојдневна. Значи со толку, да кажеме, мало количество на работа е постигнат еден толку голем резултат. Што би било толку кој имавме поголема организација, повеќе луѓе со нас. Меѓутоа, ова е една причина за оптимизам. И ова Да. сакам да им го порачам посебно на помладите, дека нема откажување, постојано со работа и овие писма кои што можеби делуваат во тој момент делуваат како безцелни, безполезни, Да. безнадежни обиди, со тек на време се покажува Се некаква покажа со ветото
со не давање на агреман на Фрчко На да дојде Фрчковски, да. во САД, да биде амбасадор. Тоа е работа која работи на 2012-2011 од нас. Да. Ама во тоа време се испрати што да се испрати. И тоа се архивирало некаде и сега, кога дошло време, нека притисна копче да видиме што сме имаме ние за Фрчковски. И крај. Да. Ова е исто така. Да, за ова не ни треба милионски буџети, не ни требаше помош од Сорос, од Аденауер, од овој, од оној, од USAID. За ова едноставно време и желба. Ништо друго. И секој збор треба да ни беше со аргумент, со доказ. Така да тоа е главното. Не може да се служиме со приказки без да се аргументирани. Тогаш никој нема да ги прифати. И и сега да се вратиме на последното. Многу е битно член 51. Последниот статус неизен, окей. Одиме со тоа. Значи, ова е како надоврзување, веројатно, на оној став дека не треба да има парламентарни избори. Според член 50... Не, друго е. Ова е за да се казнат овие... За овие локалниве совети што даваат заклетва на Република Македонија. Да. Според членот 51 на Уставот на Република Северна Македонија, законите мора да бидат во согласно со Уставот. Тоа значи дека заклетвата која ја даде советниците во локалната самоуправа, во која се спомнува Република Македонија наместо уставното име, е ништовна и тие не ја завршиле процедурата со која стануваат советници. А може да се гонат и за кривоклетство, бидејќи во заклетвата се колнат дека ќе го почитуваат Уставот. Интересен став на Најчевска. Ако појдеме вака да се водиме според Уставот, многумина ќе треба бајги да настрада. А таа ќе биде меѓу првите. Затоа што вака се. Овдека се работи за да го објасниме за што е проблемот. Законот за полагање на заклетва во локалните самоуправи пишува дека е Република Македонија. И тука нема никој нити градоначелник го направил прекршување, ниту советите, никој. Тоа е законско решение, кое не е променето, кое власта Заев и компанија не го промениле во собрание. И сега луѓето постапуваат по закон. Единствен кој може да го исправи тоа во моментот е Уставниот суд. Или собранието да донесе закон, ама тој ќе важи од денес, нема да важи од вчера. Уставниот суд не нашло сходно да заседава, а Најчевска тоа не го видела, или северџаните тие што се удират во гради дека. И сега на одговорност треба да ги земат пратениците на СДС, зашто не сакат да ги примат тие решенија. Тие се законски решенија. Но да ги оставиме сега, се вратиме на она битното за член 51. Таа вика дека член 51, вика многу точно вели член 51. Мора да бидат сите закони, правилници, сите уредби, се мора да биде во склад со Уставот. Правилникот за работа на СДБ објавен во тајниот службен вестник, што не е уставен, тајен службен вестник, не е уставно гласило. Го нема во Уставот. Значи, од 10 октомври 92. 92, да, веднаш после земањето на мандат на Црвенковски, на владата на Црвенковски, он е фалсификуван мандат, да не се враќаме сега и таму, ја носи таа уредба, со тој правилник. Со тој правилник се овозможува да се прислушкува без судски налог. Во Уставот, во член 17, децидно е кажано дека прислушкување единствено е можно, прислушување следење на пошта и сите видови на комуникација единствено е можно
само со судски налог. И сега, најческа, кога водевме спор околу илустрацијата и кога го потенцирав, баш тој елемент, бидејќи во моето досие, и не само во моето, во многу досија стои во решението, во заглавието на решението за одобрување на мерка да се прислушкува, се повикува на тој правилник и потоа се потенцира и уставот на СФРЈ. Не уставот, него закон за СДБ, за државна безбедност, кој го возможува прислушкувањето. Значи, од СФРЈ. Од СФРЈ. Се до 95 година. До 95 година. Но, и со новиот закон за работа на СДБ во 95 година повторно е превземен истиот тој систем. Значи, а тој има тука членови кои што со кои што самото МВР си дава за право да го прескокнува уставот. Сега. Зошто најческа како човек кој го водеше Хелзински комитет, тогаш не го видел ова. Не и било што работел Уставниот суд. Иако тоа му било работа да ги провери тие правилници, закони. Сега се повикува за една банална работа, за која тој закон не е донесен во СФРЈ. Тој закон го донела оваа власт на Заев, кај што се Република Македонија. И луѓето на одговорност да ги прати во Идризово, да ги прати во да Голи Оток како може. Тие што не прифатија што прифатија потпишат решение како што го налага законот. Па, тука Најчевска си ја издава својата омраза кон Македонија. Да. Очигледно дека таа е жена која што има омраза во душата. И тоа тешка. Таква од неа немам еднаш слушнато некој фин збор, нешто што ќе укаже дека тука има, дека ова е нормална личност која што ќе има сите нормални чувства како и секој човек и од време на време се лути за нешто. Да. Таа е нонстоп лута. Она по Кубановски до пладне се мрзи себе си, попладне го мрзи целиот свет. Да. Меѓутоа, најголемата омраза неизина е резервирана конкретно за Македонија, за македонскиот народ и за македонската идеја. Се чини дека ништо повеќе не ја иритира женава, одошто било која појава на некаков си македонски патриотизам или едноставно на само обележување на фактот дека Македонија е Македонија, дека македонците се македонци. Овој термин Северна Македонија е Куманово. Куманово, Скопје, северно од Велес, можеме да кажеме, е Северна Македонија. Тоа е некаков си регион на географски. А Северна Македонија, историјата не познава таков термин, таква просторија, таква територија. И секако некако не познава народ северно-македонски. Тоа е. Меѓутоа, не можеме, тука е проблемот, со ова ќе го заклучиме. Имаме една Најчевска не е единствена, тука е суштината. Тука е само таа не е проблем воопшто. Таква омраза спрема македонците, спрема Македонија, спрема нашата идеја, ја имаат сите овие од таа нејзина каста. Па целата таа НВО, тие од метаморфозис, тие од вистиномер, тие Џабер Дерал и тие околу него, тоа е се како луѓето да им е садено во глава
омраза кон македонското и македонците. Не можем, тоа е... И што да кажам повеќе? Пишува, споменавме неколку работи. Може би бевме малце неконцизни во дискусијата, но кој сака да разбере, ќе разбере што зборувам и зашто зборувам. Подобро, ако на некој нема јасно отприлика за деталите за сите овие работи што ги зборуваме, треба да се врати на старите наши емисии или да го отвори kotle.ca или Македонскиот информативен центар И секи види. и секи му биде јасно. Сега немаше потреба да навлегуваме длабоко во сите, да ги прераскажуваме од почеток сите приказни. Да збориме само тоа е напишано тогаш. Ова е напишано тогаш. И сега, значи, со тоа, се вклопува, значи, таа ја мрази ВМРО-ДПМН, затоа што ВМРО-ДПМН е некаков си застапник на таа македонска идеја, и сега таа е една од главните нејзини мотивации, сега што скока и му вика на Заев, ама немој да се даваш. Да. И сега, пак уште една работа. Дали ќе се осмели некој од новинарите, од медиумските работници, од уредниците на контактни емисии, да едноставно да каже зошто овие две теми, седбата кај Бојко Борисов, Румен Радев. Со Румен Радев, председател на Бугарија, се извинувам, со македонските бугари, каде што Радев го обзнани новото вето, што се аргументи за новото вето. И овој заклучок на комитетот на Европскиот парламент, никој не ги спомнува Македонија. Никој. А повторно ќе кажам, ова вето е многу по-опасно, многу по-тешко од спорот со името со Грција. Со Грција можеше да се дискутира, да се надмудруваме едно друго. Овдека нема надмудрување. Не. Овдека се е на црно на бело. Тоа е. Се надевам дека што да кажам, ништо бавно. Па се надеваме дека дека нашава публика ќе за наша публика, да. Ќе го земе за сериозно ова што го зборуваме, особено за ветово. Ова емисија за најческа беше една повторна презентација на кој е вистинскиот, кој е коренот на проблемот во Македонија. Да. Тука е коренот. Кај најчевска и кај незината каста. Да. Значи, тие луѓе додека земаат позиции во нашето општество, ќе имаме проблеми. А полека, мислам дека им доаѓа крајот. Полека, овие избори се многу голем повод и причина за оптимизам, затоа што се виде дека народот сепак е свесен, дека кај народот има мудрост. И сега тука има една работа. Колку Мицковски ќе ги прифати овие нови ветрови, особено ова одлука на ова заклучок на комитетот на Европскиот парламент. Да. Значи, тука е клучот за враќање на името, за расчистување комплетно со тајната полиција, со олигарсите, со незаконската криминалната приватизација. Значи, како што Венецијанска комисија 2012 година со мислењето дека треба да има лустрација и после 1991 година, што никој во Македонија не сакаше да го... Дали, јас се плашам дека и со овој заклучок ќе се случи истото. И сега, на Мицковски ова му е ветер в грб за да издействува нови избори. Да. Само преку ова може да издействува нови избори, за да добие поддршка и од Европа, и од секаде. Тоа што тој сака, што ќе се занимава со локални проблеми, нема локални, зборам за македонски, натрешните македонски проблеми, ќе нема струја, ќе нема ова, не.
тоа Европа не ја интересира. Заев ќе остане и понатака за нив интересен, бидејќи тој поддржува политика на ЕУ. Каква таква? Да. Нив не ги интересира, но ако ова, бидејќи ова не е само расчистување со криминалот во Македонија. Босна е пред војна. Ако не се случи расчистување, Хрватска е веќе преплавена со удба. Црна Гора исто така. Значи, ако не се случи тие врски од бившиот режим, кои се пренесени, како што велат тие, и после завршувањето на конфликтите, нема спас. Да, сега е со режимот во САД, кој што е моментално ваков нелегитимен и раслинкан и многу Нокаутиран, кој што не прожектира никаква силина во светот. Сега е момент кога што вакви конфликти можат да се случат, многу лесно. Така. Ви благодариме на времето. Како што реков, се надевам дека вие, наша публико, ќе ги сватите овие работи сериозно, како што и знаете да го направите тоа. И полека да почнеме, значи, со овие кампањи на пишување на писма, на вршење на притисоци кај нашите политичари и конечно она заземање, реокупација на општинските комитети на ВМРО-ДПМНЕ и наметнување на наша политика, на наша платформа, која што ќе биде во корист на нас, македонците, и на нашата македонска кауза. Се надеваме дека ќе ги ширите овие работи и дека ќе останете со нас во нашата борба да ја разоткриеме, расчистиме и расшириме вистината за нас, затоа што само тоа е она што ќе не ослободи. До следниот пат, до гледање. До гледање.